Крвавите настани во Србија треба да ја освестат Македонија и конечно да почне да вложува во воспитно-образовниот систем, вели за Алфа наставникот Гоце Бумбаровски. Тој апелира власта да направи итна реформа во образованието, за да не ни се случат српските трагедии. Според него, просветните работници и учениците не се безбедни, но тоа не значи дека треба да се постави војска или полиција во училиштата. Ниту пак решение е да се забранат социјалните мрежи, како што се заговара. Единствена добра опција, според наставниците, е да се инвестира во менталното здравје на младите, но и на возрастните. Ситуацијата веќе е алармантна по долго време, но сега веќе имаме и случаи кој што навистина не загрижува сите. Сметајте дека тоа што се случи во Србија е знак за сите нас дека сме ја преминале одамна сме ја преминале границата на правилно воспитување на нашите поколенија. И во овој немил настан треба да не освести тоа како. Дали сме безбедни, не сме безбедни, но не значи дека треба сега со војска и полиција да ги чуваме училиштата. Според наставниците, опасноста од насилство не постои само во училиштата, туку и надвор од нив. Ние мораме да направиме друга промена. Да, почитувам безбедносен систем, да се направи така натаму, но дали тоа ќе ја спречи ваквото однесување, дали ќе го спречи она што младите го прават. Разговарам и кога често пати ги насочувам колегите, ги насочувам родителите да си посветат време на своите деца, да си посветиме време на нашите, затоа што посветувајќи време ние ги воспитуваме. По двата масакра во Србија, надлежните кај нас реагираа, но само со најава за неколку мерки. Првично се обзнани дека за појавата на врсничко насилство ќе може да се бара помош преку посебна мејл адреса. Во меѓувреме, се најавија и уште неколку други мерки, како што е забраната за TikTok. Министерството најави разговори со родителите, но и наставниците, за да се дојде до соодветни решенија. За разлика од кај нас, во Србија, од утре полициски патроли ќе бидат во близина на секое училиште, а полицијата ќе биде засилена и на сите јавни места каде што се собираат голем број луѓе.